Легендарниот Јане Сандански напиша овака: само така продолжите. Лесно е да парадираат генерали после победите. Народот ќе знае да препознае кој бил покрај клубот кога му било најтешко. Ова е коментар на нашиот YouTube канал, на YouTube каналот на Скок, каде што известниот Јане Сандански се обидел да ја открие вистината за она кој се стоел зад Вардар во неговите најтешки моменти, посебно во оваа пролетна сезона. Лично како автор на оваа емисија и целокупната продукција на Скок, луѓето кои стојат за овој проект, не го познаваме господинот Јане Сандански, меѓутоа вака јавно му се заблагодаруваме на почит кон него и кон неговата искреност за тоа дека навистина продукција Скок стоела зад Вардар од почеток до крај по ова одење, боси по трење и остварување на прволигашкиот сон. Но тоа е веќе на некој начин завршена, срекна, приказна. Сите се радуваме, да не речем гордееме и прославивме, искрено кажано, што Вардар се врати во првата лига, за кое лично моје видување најголема заслуга сепак имаат фудбалерите, имаат оние кои ги кршеа нозите, кои ги даваа головите, кои ги создаваа акциите, кои ги креваа гледачите на нозе, кои предизвикуваа еуфорија, огномет и оние димни момби во публиката. Секако тука е стручниот штаб и целата она екипа која го изоди овој пеколен пат на Вардар до првата лига. Рековме, тоа е завршена приказна, срекна, честитки уште еднаш за сите актери на овој подвиг на Вардар, да речем, на овој триумф, не победа, овој триумф на Вардар. Сега тоа веќе останува за нас и како што во некои наши меѓусобни коментари најавивме, продукцијата на Скок ќе подготви во некое коректно време еден мини документарен филм за оваа пролетна сезона, за овие фудбалери, за овој стручен штаб, за оваа навивачка армија, за овој навивачки конвој кој беше во Кавадарци, и сето тоа со една единствена цел да остане запишано, како што ние како продукција Скок го кажавме на легендарниот мост на крај култната кафана кај Жабарот, дека веруваме и сега се уште веруваме дека Вардар е на вистински пат, дека влезе во првата лига и дека може да остане во првата лига и да постигнува нови резултати. Значи, одиме и понатаму со вербата во Вардар, меѓутоа одиме со една нова тема, ново истражување, што е она што сега му треба на клубот, овој клуб за кој пишува Јане Сандански на јавниот коментар на YouTube каналот, можете да влезете и да го видите, да го прочитате и сами да искоментирате на истиот коментар. Што е она што сега му треба на Вардар? Каде е таа сега логистика неопходна на Вардар да се врати таму каде што му е местото? Ете, за тоа ќе зборуваме во продолжение на емисијата. Кога ја објавивме емисијата со наслов "Мртва стража на комитите", имаше многу позитивни коментари, меѓутоа голем дел од јавноста, дури оние позитивни поддржувачи на Вардар, негови навивачи, негови долгогодишни љубители, обожувачи и така натаму, некако не им беше јасен насловот, не им беше јасна идејата, таа пета димензија која ние ја форсираме, ја правиме наш. Значи, се покажа дека мртвата стража на комитите од таму некаде крајот на април, па низ целиот мај до завршување на правенството и до овој бараш надпревар против Скопје во Кавадарци, ја одигра клучната улога во стабилизирање на клубот во тие клучни моменти кога на Вардар му требаше поддршка да застане, кога де факто претседателот на клубот, јас формално правно може да се каже дека тој е претседател на клубот,
за кого ќе зборуваме малце полосна, Слободан Крстевски Цове. Меѓутоа, во таа ситуација Вардар немаше председател, немаше управа, имаше стручен штаб, немаше администрација во полн состав, имаше луѓе кои се долги години во Вардар и кои обстојуваа пред се на легендарниот секретар Никола Стојановски Коко да го одржи Вардар во таа правна заврзлама, да фигурираат тие писма за одржување на праварите за играње и така натаму. Да не должам, комитите беа тие кои застанаа, кои едноставно го сопреа паѓањето на Вардар и кои со таа навивачка грамада на стадионот Борис Трајковски во Мажари, на гостувањата на стадионот Кукуш во Турново, и во другите градови каде што Вардар играше, сега да не ги спомнувам сите, го поддржаа Вардар и успеа со една фантастична атмосфера во која учествуваше и легендарниот Антон Дончевски, да го поткренат клубот, да им дадат инекција на играчите кои играа без пари, без премии, без никаков надамест. Да не го повторувам тоа, Вардар да стигне до тој бараш и убедливо да го победи Скопје 3:0. Таа улога на комитите не треба никогаш да се заборави. Тоа е нешто кое го сопре паѓањето на клубот и кое навистина придонесе Вардар да ја оствари целта. Тука немаме ние никакви дилеми, јавноста нема дилеми, сето оно што во Кавадарци го направија, го организираа комитите кои дадоа таа поддршка и таа комитска песна, тој комитски хор за првата лига на Вардар ќе остане вечно во сеќавање. Но, пак ќе повторам, тука завршува тој убавиот дел. Комитите со целокупната нивна организација, со целокупниот нивни естаблишмент, со нивниот авторитет, со нивната енергија, знаење, умење и така натаму, направија уште еден убав чекор, уште еден конкретен чекор, уште една доблест кога е во прашање доброто на Вардар. Значи да се направат средби со 7, 8, 10, 12 градоначалници на општините на град Скопје, тоа не е мала работа. Некој може да го коментира вака или онака, имаше и конкретна финансиска поддршка од градоначалникот на општина Кисела Вода. Сето тоа е добро. Сето тоа го стабилизира Вардар на некој начин. Сето тоа му дава инпут на клубот, енергија, позитивна енергија, каде што се гледа дека има интерес и пошироката заедница од нашиот Вардар, дека Вардар мора да обстои. Меѓутоа, за да се направи еден силен Вардар, за да се направи еден цврст клуб, за да се Вардар врати таму кај што треба, да не речем да го изгуби да го врати што го изгубил. Тука мислам не толку на рейтингот, колку што мислам, ајде да не речем на помошното игралиште на Вардар, каде што се има Академија Парк, а беше Академија Вардар, да го поврати тоа во свое владење и користење. Не мора да биде собственост. Да го врати тренинг кампот во Хиподром, каде што има некое јавно приватно партнерство, а Вардар нема ништо. Да ги поврати, да не речам, своите други интереси од јавните предпријатија, од овие општини. Неопходна е помош на државата. Значи, она што ние како продукција Скок, она што јас како автор го најави, го кажам, дека фудбалерите можат, дека ние веруваме и се уште веруваме дека Вардар има играчки потенцијал и фудбалери да се врати во првата лига. Тоа се оствари. Значи, постојат снимките, останува историска таа работа, дека Вардар влезе во прва лига. Сега, она што ние го рековме, влезете во прва лига, момци, влезете, направете го тоа. А некој нека го стави прстот на чело и нека размисли што тој може да направи за Вардар да се врати таму. Сега, конкретно во оваа ситуација, во овој финансиски момент, во оваа финансиска дубиоза, на Вардар му е неопходна помош од државата. Значи, не зборуваме за помош на институциите, иако тие се дел од државата. Не зборуваме за помош од политички партии. За нас постои една политичка партија. Тоа е политичката партија Вардар. Постои држава и постои Вардар. Државата има интерес Вардар да постои. Тука ја гледаме симбиозата, како државата треба да му помогне на Вардар и сега ќе го објасниме тоа.
Де факто она што го мачи фудбалскиот клуб Вардар во оваа ситуација е финансиската дубиоза, односно долговите, или пластично кажано нивното анулирање, нивното прибивање, нивното исплаќање и така натаму, како сакате можете да си го толкувате тоа. Некоја прецизна математика во оваа насока може би постои, но низ нашето истражување продукција Скок дојде до релевантни информации кои може би не ја прикажуваат математиката 100% точна, но кажано со голема веројатност некаде 70 до 75% од овој вкупен долг на Вардар отпаѓаат на поборување по основ на плати. Зборуваме за плати на фудбалерите, на вработените во фудбалскиот клуб Вардар, на тренерите во Вардар кои биле, на спортските директори, на некои други извршни директори кои имале право на подпис, на председателот на Вардар кој исто имал плата во тоа време на Вардар. Сите овие долгови ја сочинуваат вкупната маса на поборување на долгови на Вардар некаде 70%. Де факто, ако господинот Сергеј Самсоненко оставил долг од 2,5 милиони евра, тоа значи дека отприлика околу 1,7, 1,8, да не речем скоро 2 милиона евра се по основ на плати. Неговиот наследник, оној кој го презема клубот со аманет, со ами на татковците на град Скопје, хипотетички направил долг уште 1 милион евра. Тоа ќе го покажат деталните финансиски анализи, меѓутоа овие бројки не се далеку од реалноста. Значи зборуваме за 3,5 милиона, 4 милиона евра долг на Вардар направен некаде во последните 4-5 години. Од тие пари, од тие долгови, некаде 70% се долговите по основ на плати, на поборување по основ на плати на луѓе кои биле во Вардар, на луѓе кои играле во Вардар, кои го раководеле Вардар, кои управувале со Вардар, кои потпишувале документи за Вардар, кои на некој начин имале ќар од Вардар. И сега тие луѓе де факто излегува дека се кочницата за да се одблокира сметката на Вардар. Ако општините со благослов на раководството на комитите, на тој естаблишмент на оваа навивачка група, гранде навивачка група, начелно, некои писмено, некои со одлуки на совет, секаде е тоа различно, одвојува со 1% од нивниот годишен бруто доход. За да не разберат гледачите кои се помалку пати ниво, ако општината има приход од 8 милиона евра, колку што конкретно има општина Кисела вода, тоа значи дека 80.000 евра, 1% од тие пари, општина Кисела вода по урнек на сите параметри, на сите законски мерки, со сите одлуки на незините органи и тела, и со ами на градоначелникот и на советот и на сите овие други структури, ќе ги донира, ќе биде спонзор на Вардар, ќе биде акционер на Вардар и така натаму. Тоа правно ќе се реши. Не е темата тоа. Значи овие 10 општини можат да го регулираат преостанатиот долг на Вардар, кој отпаѓа некаде меѓу 25 и 30%, кој се должи по основ на направени трошоци или фактури кои се фактурирани на фудбалскиот клуб Вардар. Другите 75%, реков, ќе повторам и неколку пати во емисијата, се поборување по основ на плати. За да бидеме попрецизни, за да бидеме децидни, за да објасниме на јавноста кои се тие луѓе кои може да го спасат Вардар, во наредните минути ќе ги прочитаме нивните имиња за јавноста да знае кој е тој што го задолжил Вардар. Кога во јанари 2014 година Вардар добива нов собственик, нов газда на клубот во името и презимето на Сергеј Самсоненко, во Вардар се етаблира една структура која доаѓа чекор по чекор, значи не доаѓаат сите наеднаш, меѓутоа во одреден временски период сите овие луѓе кои сега ќе ги прочитам се етаблирани во Вардар, а на некој начин овие луѓе се тие кои имаат поборување од Вардар по основ на плати кои не ги исплатил претходниот газда Сергеј Самсоненко. Значи зборуваме за тогашниот председател на клубот Мирко Спасовски,
едно фудбалско име кое долги години играл за Вардар, кој некаде по некои проценки нема земено плата, да речеме, една година. Колку била неговата годишна плата, не е тешко да се провери, тоа не е наше да оперираме со тоа. Ние оперираме со имињата и презимињата кои го задолжуваат Вардар и кои може да го спасат Вардар, ако сакаат. Значи, збориме за Мирко Спасевски, председател на Вардар, збориме за Самуил Симев, извршен директор на Вардар, кој исто така бил на платен список со, па сега, според некои неофицијални сознанија, не така мал износ, за година дена таа сума се акумулира на многу голем процент во вкупниот долг на Вардар. Збориме за Дарко Панчев, спортски директор, збориме за Илија Наделски, фудбалски имиње, узорно е да трошам зборови, колку е голема нивната слава, да не речам и придонес во антологијата на македонскиот фудбал, кои имаат поборување од Вардар. Збориме за Гоце Седловски, фудбалски репрезентативец, познато фудбалско име, втор на ранг листата по број на одиграни надпревари во националниот тим за македонската фудбалска репрезентација, кој има поборување од Вардар, можеби по два основи, и како тренер и како спортски директор. Зборуваме за други луѓе кои биле вработени во Вардар и кои извршувале својата работа, било да е во администрацијата, било да е во работната заедница, било да е во спортскиот дел. Значи, зборуваме за тренери, зборуваме за Александар Васовски, едно Вардарово дете, кој исто така има своји поборувања. Зборуваме за Саша Илик, тренер, исто Вардарово дете, тренер на голманите, кој има поборување од Вардар по основ на тренерска работа. Можеби најинтересно е што во нашето истражување доаѓаме до едно име Михајло Костик. Релативно помалку познато име, не можам да кажам непознато, се работи за еден кондиционен тренер кој е дојден во ерата на Сергеј Сонсоненко и за кого со голема веројатност претпоставуваме дека своите поборувања може да ги бара и надворот од држава Македонија, да речеме по инстанциите на УЕФА и на ФИФА. И тука има една правна работа каде што мора тоа да се исплати. Меѓутоа, чисто да го спомнеме, зборуваме и за фудбалери. Да речеме Горан Попов, едно фудбалско име, пак ќе кажам, илузорно е да ги представуваме, не е темата, тоа играл за Вардар, дал свој придонес, има некаде голема сума на поборувања по основ на основни поборувања, па на тужба, па тужбата влече камати, па влече судски трошоци, па влече адвокатски трошоци и така натаму. Може би поборувањата на овој наш славен фудбалер, на Горан Попов, ќе достигнат и 1-2% од купниот долг на Вардар. Сега замислите се, еден фудбалер има поборување 1% од купниот долг на Вардар, 2%. Илија Наделски го спомнав. Сега, значи, зборуваме за некои фудбалери како Владица Бардаровски. Коректни поборувања. Ова се поборувања на фудбалерите кои не се спорни. Значи, не зборуваме дали се спорни поборувања. Збориме дали овие фудбалери се подготвени, овие имиња, овие раководители на Вардар, се подготвени на некој начин да направат компромис. Не велам да се откажат од овие поборувања. А зошто и да не се откажат? Ако е тоа нивна добра волја, ако сакаат да помогнат на Вардар. Зборуваме за Дарко Бицевски. Тој е еден исклучително добар фудбалер, а од актуелната играчка генерација. Знаеме каков пех имаше со една непријатна повреда која го далечи во најтриумфалните моменти на Вардар. Ова момче, овој фудбалер никако не смее да се заборави. Значи, Дарко има поборувања по основна плата од минатата гарнитура и од оваа гарнитура. И ако некој не треба да се откажи, тоа е Дарко, бидејќи дал придонес кон освојување на првото место во првата лига. Значи, се борел и се повредил за тоа. Ја искршил ногата. И одиме со една втор ешелон на имења кои имаат поборување на плата, меѓутоа малку порелаксирано во продолжение на емисијата. Поборувања по основна плата имаат и луѓето кои ја вршиле својата работа по разни основи на Вардар, ако и некаде јануари 2014 нивниот број се движел околу 45-50 вработени во Вардар
и по доаѓањето на тогашниот нов газда на Вардар, кој нели го купува Вардар, нивниот број се зголемува некаде на 70-80 луѓе, нашата анализа покажува дека, вклучувајќи ги, условно кажано, трите фирми, предпријатија, не знам како да ги крстам, тоа си фудбалскиот клуб Вардар, тоа е Младинската академија, фудбалската академија, која е лоцирана на помошното игралиште на Вардар како втор субјект кој функционира во тој конгломерат кој се вика Вардар, и во тренинг кампот Хиподром, кој е засебна фирма, значи зборуваме за три правни лица, имало вработени некаде околу 100 луѓе. Во таа конотација интересно е да се каже дека вработените во фудбалската академија, зборуваме за тренерите кои ги тренираат нели тие дечиња, и тогаш како фудбалски клуб Вардар пред 5-6 години, кога на самите огради стоеше амблемот на Вардар и заштитниот знак жик лого на ФК Вардар, и после тоа кога си замина тој газда, па дојде нов газда, па се смени и тие амблеми, па постои сега некоја друга фудбалска школа под име Парк, сите тие тренери се исплатени, значи од таму нема побарување по основ на Вардар. Тренинг кампот на Вардар во Хиподром има известни побарувања, меѓутоа и тоа е јавно-приватно партнерство каде што директно не го засега долгот на фудбалскиот клуб Вардар. Фудбалскиот клуб Вардар, како посебен правен субјект од овие три субјекти, има побарување по основ на фудбалерите и на работната заедница, каде што би рекол еден исклучителен административец кој го помина административниот пекол на Вардар, значи зборуваме за Никола Стојановски Коко, кој е останат низ за долги години низ сите овие перипетии на Вардар, исто така има свој поборување по основ на плати. Меѓутоа, овде мора да се повлече на црвена линија, да се разграничи поборувањето на вработените во работната заедница. Како пример ќе го земам Коко, Никола Стојановски, кој ја вршил својата работа и пред 8 години, ја вршил и последните 8 месеци, а не земал плата. Или да разграничиме работата на Дарко Панчев, кога доаѓа известно време после Самсоненко, дава некаков придонес свој во тоа натпреварување во Лига на Европа. Не е тема сега да го коментираме тоа, не е резултатите на Вардар, меѓутоа, или на Седловски, да не излезе само дека зборуваме за Панчев, или на, не знам, на Илија Најдовски, на двајцата извршни директори, на Самуел Симев и на Мирко Спасовски. А сега нивниот придонес во целата таа работа, посебно во ситуацијата кога се оттуѓува државното земјиште каде што припаѓа помошното игралиште на Вардар, за кој ќе имаме прилог, мини прилог во склоп на оваа емисија, многу краток за да објасниме како сето тоа е оттуѓено. Не може да се смета нивниот придонес, да не речам нивната улога во тоа со овие луѓе кои ја вршеле својата работа за, условно кажано, 10 пати помала плата. Значи, тие поборувања и овие поборувања не се исти. Тоа треба да се разграничи и точно да се знае зашто и како зборуваме. Во овој контекст на поборувањата на Вардар, неминовно се отвара и се поставува прашањето зошто сите овие луѓе кои ги споменав, кои на некој начин биле инволвирани во работењето на Вардар, самите не се запрашаат која е нивната улога во успехот или неуспехот на Вардар. Зборувам за успехот влегување во првата лига, каде што успех имаат овие играчи кои играа без пари 15 месеци и каде што администрацијата го водеше клубот како така 15 месеци, а која е улогата на овие луѓе кои го оставија Вардар со 2,5 милиони долг, на некој начин го продадоа, или го издадоа, или го изнајмија, или не знам кој израз да го употребам, земјиштето од 14.000 кусур квадрати, каде што беше помошното игралиште на Вардар, да го купи некоја фирма, не знам која, тоа е транспарентно, можете сами да проверите. Каде била нивната улога во таа работа? Каде била улогата на тие извршни директори, спортски директори, на тој естаблишмент на врвот кој бил донесен и кој бил дебело плаќан, со дебели плати? Значи да се разбереме,
земјиштето е купено на јавна лицитација. Меѓутоа, земјиштето не го купува фудбалски клуб Вардар. И тоа не може ли да не го знаат председателот Мирко Спасевски, да не го знае извршниот директор Самуил Симев, да не го знае спортскиот директор, не знам, сега не можем да поврзам временски дали Дарко Панчев бил тогаш или дошол полосно, која е завршена лицитацијата, и релевантно. Да не го знаат сите оние кои биле тогаш во Вардар. Мислам, и сега по основна поборувања сакат да не да му помогнат на Вардар, уште да му одмогнат на Вардар. А овие фудбалерите кои сега играат и кои имаат реални поборувања, по основна плати, значи не зборуваме за премии, што ги победеа сите овие во втората лига, за да ги соберат тие бодови да влезат во првата лига со еден пар полускинати копачки и со опремата која дома ја переа и со обезбедување на оброк некаде по пат на разни пријателства и под што се вели под чаршав да се моли Вардар за една таква работа. Тоа се две различни работи. Одговорноста не е иста. И ако сакате вие првите да му помогнете на Вардар, треба да размислите дали можете со ова да му помогнете на Вардар. А што може да изгубите ако Вардар не се врати таму каде што треба? Вашите поборувања ќе останат поборувања на хартија и вака и така, ако Вардар не стане стабилен прволигаш, ако не застане државата зад него, ако не го подпре државата. Значи зборуваме за државата да го подпре. А на некој начин и вие сте дел од тој систем каде што можете да помогнете. Долгувањата по основна плати се регулираат законски. Има систем за репрограмирање на тој долг. Има систем кој институциите во нашата држава може да го применат и го применувале во други ситуации. Вардар нити ќе биде привилегиран, нити ќе биде специјален случај, нити ќе биде нешто ново кога е во прашање репрограмирање на долговите по однос на плати и придоници. Меѓутоа, овие кои ги прочитав, и има уште долг е списокот на фудбалери кои поборуваат. Ќе го издадеме во некоја наредна емисија, ирелевантно. Вие сте на потек. Вие треба да размислите дали сакате да му помогнете на Вардар. Дали сте подготвени вашата љубов да ја докажете на овој начин кон Вардар. Да излезете јасно и гласно и да кажете дека овој долг кон Вардар е долг кој Вардар ви го должи, меѓутоа во оваа ситуација го простувате, го анулирате, го репрограмирате, правите некаков оф-рекорд договор, кој никој нема да го знае, non-paper договор, не знам како. За сето тоа има начин. Тоа треба да го решите вие со Вардар. Комитите го направиле своите со општините. Парите кои ќе стигнат од општините може да го анулираат долгот од 20% кој го има Вардар во вкупната маса на долгови. Другиот долг, 70-80% е вашиот долг, односно вашиот долг кон Вардар, кон искажување на љубовта кон Вардар. А масата на пари е во вкупната маса 70%. И кога сме веќе кај државата. Зборуваме за јавното предпријатие ПУИК, кој е формирано од државата, кој исто така има поборување по основа на Вардар, кој ќе ги објасниме малку подетално сега. Без помош на државата, на државниот врв, кој треба да има и мора да има национален интерес за Вардар, да се направи еден национален проект. И тој национален проект спортски да се надпреварува во првата лига и надвор од нашата држава. Не зборуваме за некакви привилегии на спортски план. Зборуваме за известни привилегии кои Вардар ги заслужува врз база на твојот минат труд, на своето CV и на своите досегашни настапи и градење на имиџот на македонската држава. Градење на имиџот на македонскиот фудбал. Вардар го заслужува тоа и државниот врв. Да не навлегуваме подлабоко и да се разграничуваме на парламентот, на различни политички фракции и групи. Сето тоа е ирелевантно. Сите тие се должни да застанат за интересот на Вардар и националниот интерес. Во тој контекст, ако ПУИК има поборување од 120.000 евра за 3 одиграни надпревари на Вардар во Лига на Европа, значи ПУИК побарува 40.000 евра по надпревар против Зенит, Реал Сосиедад и Розенбург. Тоа е нонсенс. Нонсенс. Зошто е нонсенс? Затоа што долгот сумата е покачена ден после
пласманот на Вардар во Лига Европа. После победата против Фенербахче и пласманот на Вардар, додека навивачите и целата јавност се радуваа, државното предпријатие ПУИК донесува нов правилник, нови услови, сето тоа е законски и легално, не велиме дека е направено вака. По кое Вардар мора да плаќа 40.000 евра за одигран натпревар во Лига на Европа. Сите претходно одиграни надпревари се плаќале по 2 до 3.000 евра, Вардар ги има платено. Ова е проверено, можете да ме демантирате со демант официјален, со не знам со што, со коментар. 120.000 евра што ги побарува ПУИК од Вардар се за овие 3 надпревари, ги кажав веќе кои се. Многу легално е ПУИК, еве нека не се откаже од овие поборувања, иако се енормно високи, да ги претвори во акционерски долг. Да влезе во Вардар како со еден свој член во управен добро со двајца, не знам со колку, како сето тоа правно формално ќе се етаблира на собранието на Вардар, и овој долг од 120.000 евра автоматски е анулиран. Иако е, по моје длабоко видување, субјективно, лично, никој да не ми замери, превисок и нереален. А тоа е моје видување. Втората работа, за која сакам да кажам, е никакво откажување од помошното игралиште на Вардар. Зошто? Ако еден Ванчо Балевски Змија ми кажал, ми потврдил дека почнал да тренира на тоа фудбалско игралиште 1958, не да тренира, да присуствува, да доаѓа. Како мал, влюбеник, јас го знаеме неговиот фудбалски гени по брат му или по таткото и така натаму и така натаму. А од 61 година самиот популарен Змија Ванчо Балевски тренира на тоа фудбалски игралиште. Дали сега треба Мијалчо Доргутов и продукција Скок да побараат уште 10 сведоци, меѓу кои се Драган Бутиварич, Кочо Димитровски, да ги најдеме сите овие сведоци. Диме Ѓоргиев, Атанас Мечкаров и така натаму и така, сега да не ги редам сите, дека тоа игралиште е на фудбалски клуб Вардар. Ако ти располагаш со него, ако го користиш, ако си тука 20-30 години, по автоматизам, по некој правен лек, по не знам, по некоја формула, ти имаш право да стопанисуваш со него до крајот на животот. Тоа земјиште од 14.000 квадратни метри и повеќе, со маркици за градење, да не знам што, може секој да провери што сака, катасторот има интернет и јавна работа е тоа, е на Вардар. Некој го купил за 524.000 еври земјиштето и направил тука фудбалска академија у име на Вардар. И тоа е добро да беше у име на Вардар, да беше академијата на Вардар и да останеше на Вардар. Меѓутоа, со промена на собственоста на фудбалскиот клуб Вардар, академијата останува на фирмата која го купила земјиштето, а фудбалскиот клуб Вардар останува без игралиштето, каде што крв, пот, солзи, гној, радост, тага, скинати копачки, скинати фудбали, каде што Антон Дончевски го истрошил својот 87 години годишен живот и сега сето тоа му се зема на некој. Како да од дома да ти го земат бебето и ти да си останеш мирен дека е така. И втора работа, никој ова не го спомнува, нити актуелниот председател кога гостуваше не на наш медиум. Јавно и гласно кажа, јас кога го преземав клубот од Сергеј Самсоненко, помошното игралиште не беше тема на разговор. Господине Цове, тоа се небулози, за тоа може да одговарате. Тоа е на некој начин, не зборам да одговарате правно, кривично или не знам како, морално, етички, ќе ве повикаат навивачите на Вардар. Како го купуваш Вардар без да преговараш за тоа? Втора работа. Моите комити, ќе кажам моите комити, пошто се чувствувам дел од нив од 76 година, гостуваат на различни емисии, прават за Вардар и повеќе колку што можат објективно. Бараат компензација во име на помошното игралиште на Вардар. Се согласувам дека Вардар треба да биде обештетен, да не остане на улица. Секоја чест за општина Ародром, за општина Волково, за општина Карпош. Но помошното игралиште е синоним на Вардар. Враќањето на Вардар на фудбалската академија во градскиот парк е инекција. Тоа е најголемата инфузија што може Вардар да доживее, да врати дел од канцелариите и тој терен, дури и да ги плати. Како што ги купил некој, да ги купи Вардар и да ги врати назад. За имиджот, за етиката, за моралот, за фудбалскиот клуб Вардар. Како може тоа? На јавна лицитација да се продаде земјиштето и некој друг да го анулира.
Сето ова оди кон спас на Вардар и ако сите овие луѓе кои ги прочитав го сакаат Вардар, треба да размислат да му помогнат на Вардар. Поборувањата по основ на плати, рати, камати, тужби, судски спорови, адвокати не водат никаде. На крајот сите ќе останат боси и голи, вклучувајќи го и Вардар. Ако не дај Боже се оствари ова најцрното сценарио, фудбалерите ја добија својата витка, фудбалерите ја добија својата војна, стручниот штаб го направи тоа што требаше да го направи, администрацијата го истурка Вардар по целото беспаќе. Сега државата и сите столбови на државата треба да го потпорат Вардар, да се направи тој национален проект, да се расчистат долговите на правен законски начин преку институциите легално и Вардар да тргне од почеток со помош на сите овие фудбалски звезди кои, да не заборавиме, вклучувајќи го фудбалерот на векот, за кој лично јас сум го прогласил 2000 година. На спортист на векот беше Шаван Трстенов, фудбалер на векот Дарко Панчев во организација на скок во Александар Палас. Вие треба да му помогнете на Вардар. Вие да се откажете, бидејќи Вардар ви го дал тоа што го имате. Името, презимето, славата, титулите и така натаму и така натаму. Тука врз нашиот Дарко ги поврзуваме сите овие имиња, да не ги читам втор пат. Да завршиме како што почнавме со постот, со коментарот на нашиот YouTube канал на Јане Сандански. Вистинските љубители на Вардар, вистинските навивачи на Вардар, вистинските оние кои го носат во срцето Вардар, ќе препознаат, ќе знаат кој бил со Вардар од почетокот на оваа Голгота до крајот на оваа Голгота. Со други зборови, Јане Сандански ви кажува: излезете во пресвет и помогнете му на Вардар, иако не сте биле дел од неговиот најтежок период, кога влегуваше во првата лига. Излезете и помогнете, направете го овој чекор, откажете се од вашите поборувања, најдете начин да го регулирате тоа правно, формално правно, законски и така натаму и така натаму. И овој долг од 70-80% автоматски ќе се намали. Останатиот долг од 20-30% ќе се регулира на друг начин. Тоа е излезот за Вардар кој не може да се направи без државата. Не може да се направи без трите власти во државата. Мора да се застане зад Вардар и да му се помогне. Од тука натаму, Вардар со своите структури ќе гради нов имидж и ќе се врати на старите патики. Ќе почне да произведува и фудбалери, и пари, и да биде финансиски самостоен, и да биде конкурентен на фудбалскиот пазар на Балканот, во Европа и пошироко.